На 50 на километри од Куманово, по непроодни и трнливи патеки, во мала трошна куќичка, која од ден на ден се распаѓа, е ограничен животот на 75 годишниот Јованчо Алексиќ во козјачкото село Мглинце. Препуштен сам на себе меѓу 4 трошни ѕидови од каде дува постојано. Искенати од душек и неколку ќебиња, на старецот му се единствената заштита за одбрана од студот и инсектите кои влегуваат од сите дупки под ѕидовите. Скапана врата, скршени прозорци, променливото време во Кумановско Мглинце секојдневно си го зема својот данок. Дедо Јованчо едва преживува сам, без пензија и без корка леп. Дедо Јованчо не пречека со прекривка над глава, криејќи се од нас. Изнемоштен и гладен не сакаше да зборува. Нема кој да ми помогне, што сте доаѓале. Лутито ни одговори со својот закржлавен глас. Со кренати рамена не погледнаа неговите соседи, кои секојдневно му носат вода и храна. Абре, таму би јао снег, лазу ја, па накуде школу снег, па ме дизал, не било. Не може да одим, ноге ми се суви, глава ми е сува, не било. Неговиот сосед Ненад Мартиновски вели дека 75 годишниот старец нема лични документи, а со тоа ниту социјална, ниту здравствена заштита. И покрај обидите во институциите да се извадат лични документи, Ненад вели дека никој не сака да слушне за маката на старецот. Најголем проблем според него е што во селото нема ниту лекар, ниту аптека за да се помогне на старецот. Кумановско Мглинце е одсечено од се. За основните потреби со часови се патува до градот, разочарано објаснува Ненад. Сам се донесем му леп со слеп, од 2 дана на поткикање снегови кастојаки, од 2 дана на подонесам му леп. На црнога, данако не сам ја, значи по метар снег има онена. Пудишна нема. Не може да отиде до Комано да купу нешто да му донесу. А нема никој не е доши до сега, никој никаде на Црнаја не е доши. Па да види таму тие што социјално да му види нешто, да му даде нешто, да му пруши, ако може или да му докара во општинско ладно ниво, значи месечно нешто да му докара да види што како за снега или па да збрине таму социјални дом има таму, старачки дом што има нешто, негде некако да се збрине како или неки социјална помош да му даде, нема ништо. Ја нигде не работам, ја шештана ја држу. Сопругата на Јованчо починала пред 15 години. Неговата ќерка се омажила и според кажувањата на соседите, никогаш не го посетила својот татко. Неговиот син завршил основно училиште и заминал во Србија. Инаку Јованчо, додека бил работоспособен, се занимавал со земјоделство и одгледувал добиток. Соседите очајно бараат помош како да му помогнат на старецот, како што велат, барем еден ден да јаде топол оброк и да спие под топла прекривка.